Политичките, а најмногу идеолошките истомисленици, оние со кои јавно ја споделувале платформата се во неверици со доза на сериозен скептицизам, гледаат на можноста нивниот компатриот да е главно осомничен за суровото двојно убиство. Ама сепак им се подкраднуваат два клучни збора. Палевски може да биде се прљав играч во политиката, да гази преку лешеви. Меѓутоа, моето мислење е дека тој не е ни далеко, ни ни од убиец, меѓутоа не сакам со тоа ниту да преюдицирам нешто што не е докажано, затоа се залагам за да се почитува презумпцијата на невиност која деновиве се крши на големо. Дали е тоа вама нормално? Ние. Кој знае, може би е нормално, но е чудно што многумина од пропатриотскиот пак ги врзува еден ист наратив, кој по се изгледа дува од иста насока, а не е проевропски, ниту проамерикански. Линкот не е директен, но не се исклучува постоење интервенција. Вие сте добар пријател со Владимир Владимирович Путин, тоа е општо познато. Се збори дека тој бил блиску со некои руски тајни служби. Јас одговорно ќе ви кажам дека не е така, дека тоа се прави само таква помпа и дека да, имаат остварено контакти со одредени руски граѓани кои што можеби имаат и некаква политичка улога во целата приказка. Дали е тоа вама нормално? Ние. Не се знае дали е нормално, ама звучи необично кога фронтмените на антагонизмот против западните вредности. Мотивите за суровост ја гледаат во сосема друга насока од таа која ја практикуваше и се крстеше главно осумничениот. Светското влијание на изместување на вистинските вредности и доаѓање на нивно место на вредности кои немаат врска со она што нормалниот човек сака да го почитува и да го живее, доведува до изместувањето на вредностите и во Република Македонија. Дали е тоа вама нормално? Ние. Настрана вредностите, ама уште поненормално е што од северот толку упорно се туркаат сите шпекулации, дома се пласираат како вистини. Со таа класично политичко-полициска приказна по кој знае кој пат се прават обиди да се покаже дека е потребно враќање во старото јато, оти сами не сме способни да водиме држава. Дошло е до распада, и то најгоре моменту, каде пола Европе боравило кod njih, došlo do raspada policijsko-bezbednostnog sistema. Sad ovi koji su bili šefovi država, vlada, naš ministar Dačić kaže, pa Bog te mazao, oni su mogli mene da ubije kako se to tako nonšalantno tamo radi. Da li je to vama normalno? Nije. Поентата е преку интриги и дезинформации да се збудалува јавноста на која и се сервираат секакви приказни, меѓу кои како особено впечатливо е онаа дека неколку дена по свирепото убиство главно осумничениот сосема лабаво си водел емисија за наводни банкарски манипулации, во која открил така сериозни тајни. Не баре пола држава не беше свесна за тоа колку таа реторика е празна. И тој искочи со докази, со свифтови, со чуда, со све. Так. Трансакции. Тоа се веќе сериозни мотиви за ваква работа. Значи, да му на некого сместиш овакво нешто, стварно треба да имаш добар разлог. Дали е тоа вама нормално? Ние. И на крајот, како врв на ненормалноста и шоу, од кој всушност се гледа колку и како најгласните се засегнати. Posle imamo pripreme neke za novu godinu, pa onda razumeš kako sve funkcioniše, tako je. Hoćeš li da pišeš? Šokantna priča iz Makedonije koja je stigla negde je frapirala javnost u svakom smislu. Одговорот на се, тие самите си го даваат. Дали е тоа вама нормално? Nije.